имал право да поднесе молба без пари, нормално, за да му дадат условен отпуст. Са тој инструкторо, сега директор од вечера на затвора, му рекол 3000 арки, дај за да завршим работа, молбава да ти ја пишат. 3000 денари му дал на инструкторо, Зоки, поднеле молба и молбата му ја одбиле. Затоа затвореников го пријавува инструкторот Зоки. Па види, Па сега власта го практикува. Сега власта ќе почне. Ги повикува. Власта ќе почне. Затворениците да се вратат. Да, сега ќе почне. Да. Ајде да го пуштиме ексклузивно видеото. Ајде да видиме сега како Кој директор на ВСМР од управата за санкции дали ќе постапи на овој допрен глас. Еве ние гласот ќе му го пуштиме сега. Дали гласот ќе го допре за да превземе некакви соодветни постапки, а утре ќе му поставиме и прашање на управата за санкции дали ова може да биде предмет на истрага и дали ќе значи и разрешување на само што назначениот директор на Струмичкиот затвор. Ајде да го видиме видеото како ќе му одговорам после. Како овој новиот вечерва што го назначија директор на затворот во Струмица барал мито од затвореник, а затворениците внатре меѓу себе се снимаат и се објаснуваат како одела шемата со мито. Ајде да видиме. Задно касар. Неким не. Кога ти пуштено да спомнуваат? Јуни месец беше. Јуни или порано? Јуни. У јуни? Јуни фатишки плоти, така ли? Да. А тука карактеристика до јавен затвор? Да. Да ти потребаш мислење, карактеристика. Карактеристика, све оно испишава, што треба. Без да му викне. Кој? Македон. Македонките воспитачи? Да. Кој иде това? Аз ту што работи управата, почешал работа, а он ще за кој ден се какви работи на пушта, от тук от суду, уиде, аз съм от суду, тук, и трябваше да викнам да дам молба какви работи, знаеш да се каква поръчка, он не се е пишал. А ти подпишува ли се после на молбата? Ми кажете? Нищо. Не се подпишувал. Подава ли е партено? И малко. Защо юни месец? Юни месец. Но как много да спорим, колко пари са? А те гледа пари са. Колко пари? 3. Шо 3? Те гледа са на шеф, ме тя сгодам пред тези. А шо 3 гледа? За молба. Денара? А не ли 300 евро? А за това, за той гушецото малко наш кофе. Ага. За това. Не ще да кажа. А и мислам 300 евро за малко, какво ще кажа? Така не жена кажу, разбираш ляно, не е въпрос. Аз доздах гушецото ви. Може и гушецото сакам да поднесе прeko него. За това разбираш ли? А он гушецото дека е, до кой може да дошъл? Преко Македонка ли? Тука. А ти теги, кой е? 3 денара, кой е? Кажи сега. Шефът ги пратил 3 дни на адвоката, преко нова сметка. После ме суди дека не. На шеф. Ага. Ме как да държи му 3 дни, къде не го да каже. Разбираш ли? Ага. Затова аз много... А я мислам, бе, да съм дал 300 евро, а ти фачи тия 3 денара, взема ли да и на шеф тук? Значи затвореникот има право да достави молба, како сите други што имале право да достават молби, како и овие што ги подпишал Пандов за бракето 27. Имал право да поднесе молба без пари, нормално, да ја поднесе молбата за да му дадат условен отпуст заради некоја ситуација, не е битно која е. Освен тоа, тачно е ова што го кажа, затворениците имаат право на бесплатна правна помош од службите во затворот, така е. Са тој инструкторо, сега директор од вечерва на затворот, му рекол 3000 арки, дај за да завршим работа, молбава да ти ја пишат. И не само што он дал 3000 денари,
Сега се луѓе за кои што 3000 денари се многу пари. 3000 денари му дал на инструкторо, Зоки, поднеле молба и молбата му ја одбиле. Затоа, затвореников го пријавува инструкторо Зоки дека го измамил. Му дал 3000 денари, му рекол ќе те пуштиме на условен отпуст и не го пушти. Да. Ајде пушти сега, дај да го документот. Еве овдека пишува фино, лепо. Како затвореникот се жали дека бил измамен од инструкторот. Па вие немате не знам како да кажам, вие немате да не слушам какви клишеви, овие немаат усул. Немаат душа, бе, брат. 3000 денари му викаш на затвореник дека ќе го пуштиш условно и го лажеш, затвореникот нема да го пуштиш. Па чекај, бе, тој се радувал ќе го пушта 3000 денари. Да. Другите 300 плаќале. Да, 300 евра плаќале другите. Он платил 3000 демек со попуст, а на сите им кажувал дека платил 300 евра за да не му ја спушти тарифата. 300 евра, да. На други по 300 евра им барал. И на крај пари сте му зелен, сте го зебале. Вие не сте честни ни у криминал кога правите, не сте честни. Ова е, ало, зашто човекот се го зебале? Сте му рекле, дај 3000 денари ќе те пуштиме, зашто не сте го пуштиле? Ама зашто не го пуштиле? У Струмички затвор не лежат тешки криминалци. Лежат за полесни кривични дела. Види. Зашто не го пуштиле? Ама кога више му ветил за 3000 денари ќе те пуштам, шо не си го пуштил? Зашто го заебавате човекот? Зашто се го заебавале човекот? Толку ли нема леве некој човек да статку што не се води дисциплинска за земање на мито? Толку ли нема партија со колку членови се? 20 на 30.000, колку ли се, 100.000 или се, сега се 430.000, сите што гласале се сите членови на ВМРО. Од 90, толку ли немале да најдат? Еве Александар Миленковски вика, па и со мобилните исто им прават, ке им земат по 50-100 евра и нареден ден ке им ги земат мобилните. Да, знам, сум слушнал и за тоа. Зашто така правите, бе? Зашто ги лажете луѓето? Затвореник да лаже, човек кој што изгубил секоја надеж, му даваш 3000 денари, му ја креваш надежта и после го лажеш, не го пушташ. Брук. Па срамота, бе. Брука не видам. Срамота. Барем да го сте го пуштиле, немаше може да го објавим. Бруки. Иначе да, Гордон Фриман не подсетува сите дека имаше имаше чувар кој што му имаше дајано на затвореник пари за да му извади бугарски пасош и после го имаше пријавено за измама, пошто го излажал, не му извадил бугарски пасош, му ги земал само парите. Да. Мечка дај 2000 евра, ми вика банда пакости, ветувам ќе ти кажам тази криминал да го биде тука, ја да имам 2000 евра, брат, да ти дадам. Мисля као да ти кажам. Ако даваш инфо, давај, брат, ја 2000 евра не. Треба и ние плата да земеме, не претеруј. Ако се согласат овие туку редакцијава да не добијат плата. Не, фала. Не, фала. Мицко ќе го земе. Нели ти ми рече еднаш и без плата ќе работам ако треба. Па ако треба. Па треба за информацијава да. За да ја добиеме информацијава. Како ние да му дадеме 2000 евра, па може и јака, може не е јака. Може и не дупи. Ти не мораш, ти секако, брат, има нема, тоа е, брат, Боро нема, брат. Така е, Гордон Фриман вика инфо се дава исклучиво од патриотски причини. Така е. И плюс банда што ти викаат криење на криминал е кривично дело. Банда не се заебај се, се стаја непријатно. Значи, новиот... Ајде се договориме, вика ќе ме почекам. На почек. Значи,
Новиот директор на затворот во Струмица, назначен вечерва. У 6 месец, пред да биде назначен, зимал мито, за да пушта затвореници од вако. И ги лажел, што не траи што, ги лажел дека ќе ги пушти, им земал пари и ги лажел дека ќе ги пушти. Колку треба да си нечесен да го направиш тоа? Понечесен треба да си од затвореникот, да. А тој веројатно украл пиперки затоа што Па не е дома битно се, море не да знам јаде. ја, не навлагам у тоа, ама колку треба да си нечесен, брат. Ама човекот го поштува договорот, на сите 300 евра им кажува дека дава. Да. Тоа е истина. Кога му земал 3000 денари овој, сегашниот директор му рекол не кажувај дека за 3000 ти вршам работа, кажувај дека 300 евра кошта. Зашто? За да не му ја намали цената кај другите затвореници. брат. Тарифата. Тариф. Значи ти рачуне од Еј, 100 затвореници каков- зема по 3000 денари, Каков бандит, брат? 300 денари. Каков бандит? Каков бандит? Само за директоре. Само за и од денеска он е директор. Ете. И после Сашо Сибиновски вика кој е директорот да го пишуваше со име и презиме на документот Зоран Ристов. Па пуште тебе одлуката од влада? Не, имаше на документот, одлуката од влада се наброени, нема документ туку е треба. Да, има соопштение. Аха. Соопштение. Добро. Дејан Стаменовски вели сценарио за тетовирање. Да, втор дел може да преме. Ај пуштите го бројот овдека од Infomax. Да стои доле десно чешот. Секој кој што има вакви информации, снимки, фотографии, секој што има некаква ситуација да пријави, не мора да е само лоша, може да си афирмативни добри. Спортисти ни пуштаат, да. Еве, на овој број, на Viber или на Telegram, можете да ни испратите сите информации што ги имате. А биете сигурни дека ние ќе ги објавиме. Не останало нешто необјавено. Филип Петровски е у чат, вика, ама Мицко честно и скромно живеел од професорска плата, има во интервју пред 1 година и пол. Вели самиот ова го кажува.